Кратки најави за денес. Колекторски систем нема капацитет да управува со Охридско езеро, сметаат спортските риболовци. Општина Дебрца ги презеде пумпните станици и го промени снабдувачот со струја. На 4-члено семејство потребни му се близу 1000 евра да го истурка февруари. Поскапеа катастарските услуги. Телото на Навални руските власти ќе го задржат 2 недели за хемиски анализи. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Гледајте не. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Максималната дневна температура изнесуваше 10 степени Целзиусови. Во среда, под влијание на циклонска активност, во западна, северозападна, централна и северна Европа ќе преовладува нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер со удари до 100 км на час. Локални врнежи од дожд се очекуваат во североисточните предели. Во останатите предели од континентот, претежно сончево време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во северните и источните предели зголемена облачност и ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 10 до 17 степени. Во Македонија во среда ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе биде ветровито и топло. Минималните температури ќе се движат во интервал од -3 до 4 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 6, односно до 15 степени. Во Охрид во среда ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе дува до умерен североисточен ветер. Минималната температура од 1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени. Во Охрид во четврток и петок ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од -1, односно 0 степени, додека пак максималната дневна температура ќе достигне до 11, односно до 12 степени. Во сабота умерено облачно време со сончеви периоди и топло со дневна температура до 12 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата.
Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Новиот закон кој треба да го гласа собранието за прогласување на Охридското езеро за споменик на природата нема да ја зголеми заштитата на рибниот фонд. Јавното предпријатие Колекторски систем нема капацитет да управува со Охридското езеро, ниту да го решава комплексното прашање околу заштитата и грижа за ендемичните видови риби, сметаат спортските риболовци. Прогласувањето на Охридското езеро за споменик на природата нема да придонесе за поголема заштита на рибниот фонд. Спортските риболовци од Сдруженијето Свети Апостол Петар имаат низа забелешки и за новиот закон за рибарство и аквакултура. Јавното предпријатие Колекторски систем според нив нема капацитет да управува со Охридското езеро и комплексното прашање околу заштитата и грижата за ендемичните видови риби. Сдруженијето риболовно од Свети Апостол Петар од Охрид, кога излезе нацрт законот и кога беше во јавна расправа, кога можевне да го добиеме, подготвивне 6 страници со предлози за измена, дополнување, со објаснување. Према информациите што ги добив од Министерството, некаде од околу 30% се прифатени. Има главни работи што се битни, а не се прифатени. За жал не го добивне одговорот на тие прашања, не го добивне законот, таката најверојатно после усвојување сега во собрание ќе мора да ургираме. Охридското езеро со години нема концесионер, а нема ниту физичка заштита од рибократството. Има една работа што кажува дека и во Албанија рибниот фонд на пастрмката се намалува. Негде пред Свети Никола, еден мој пријател беше во Албанија, сакаше да купи пастрмка, во продавница пастрмката беше 1500 денари или 25 евра, што значи, порано пред 3-4 години знаеме дека беше по 600-700 денари, значи кога толку скокна, значи и таму е нема. Време е нешто Македонија и Албанија заедно да седни на маса, да донеси предлог за заштита на рибниот фонд и заедничко чување на езерото и стварно да се направи нешто за заштита на пастрмката. Не е само пустошењето на ендемичните видови риби, главниот предизвик со кој се соочува најстарото езеро во Европа. И натаму има загадување, но и деградација на крајбрежието, сметаат спортските риболовци. Општина Дебарца ги превзеде пумпните станици од комуналното предпријатие и го промени снабдувачот со електрична енергија. Со оваа одлука која изгласа Советот, на предлог на градоначалникот, од општината вела дека жителите и фирмите веќе нема да се соочуваат со исклучување на струјата и прекин во водоснабдувањето, што им се случуваше во повеќе наврати, поради Дог Коневана. Исклучување на пумпните станици и оставање без вода на жителите и фирмите од Дебрца повеќе нема да се случува, велат од општината. На предлог на градоначалникот Зоран Ногачевски, Советот на општината на последната седница донесе одлука за преземање од страна на општината на сите пумпни станици, а со тоа и на обврската за плаќање на сметките за струја. Постапката за промена на корисник е завршена и почнувајќи од 1 февруари снабдувањето со електрична енергија на пумпните станици го врши од општината избраниот снабдувач ЕДСАД Скопје, а сметките ќе ги плаќа општината.
Со промената на снабдувачот, во старт ги намалуваме сметките за најмалку 30%. Имено, Евана Холм, киловатот со сите давачки го наплатува 15-16 денари, а моменталната цена која ја наплатува ЕДС изнесува 9-10 денари за киловат. Во наредниот период ќе преземеме активности за дополнителна заштеда, промена на пумпите во пумпната станица во село Мешеишта и поставување на фотонапонски централи за пумпните станици во село Мешеишта и село Требеништа, како и зајакнување на капацитетите на јавното предпријатие, особено во делот на комуналната дејност водоснабдување, вели градоначалникот Ногачески. Пумпните станици од кои се снабдуваат со вода граѓани и фирми во повеќе села во Дебрца, како и приватна здравствена установа за дијализа и меѓународниот аеродром Свети Апостол Павле во неколку наврати беа исклучувани од напојување со електрична енергија од страна на Евана поради заостанат долг. Општината го презеде долгот од околу 19 милиони денари од комуналното предпријатие и постигна договор со снабдувачот за сервисирање на рати, но и покрај тоа, како што информираа од општината, било најавено ново четврто поред исклучување на пумпните станици за 21 февруари. Со преземањето на пумпните станици од страна на општината, граѓаните и сите други корисници повеќе нема да бидат доведени во непријатна ситуација да остануваат без вода за пиење поради неплатени сметки, вели градоначалникот и уверува дека и покрај редовното сервисирање на тековните трошоци за струја, општина Дебрца ќе продолжи со капитални инвестиции. Поскапеа катастарските услуги. Агенцијата за катастар го објави новиот тарифник со кој поскапеа и геодетите. Согласно за поскапувањата дала владата на 30 јануари, а тарифникот стапи на сила на 15 февруари. Тројно поскапеа дел од катастарските услуги, прикупување нов стан и упис во катастар за имотен лист наместо 1250 денари граѓаните ќе треба да плаќаат најмалку 3750 денари, објави Сител. Досега при промена на сопственост во еден имотен лист се запишуваше покрај квадратурата на станот и дел од заедничките простории, како и дел од земјиштето под зградата. Сега треба да се плати за секој имотен лист посебно, што значи трите листа граѓаните ќе ги чинат 3750 денари и дополнително 600 денари за нотарски услуги. Ако купуваат и гаража, ќе треба да платат за уште еден имотен лист, односно дополнителни 1250 денари. Агенцијата за катастар го објави новиот тарифник со кој поскапеа и геодетите. Согласно за поскапувањата даде и владата на 30 јануари, а тарифникот стапи на сила на 15 февруари. Првиот човек на катастар, Замија, изјавил дека зголемувањето било направено поради зголемените реални трошоци за извршување на геодетските работи. Крводарителска акција за средношколци во Охридската гимназија. Под мотото Донирај крв, донирај живот, утре во периодот од 9 до 12 часот ќе се одржи средношколската крводарителска акција во Општинското средно училиште Свети Климент Охридски. Од Општинската организација на Црвен крст ги покануваат сите гимназијалци да ја искажат својата хуманост на оваа крводарителска акција, да ја донираат својата скапоцена течност и да спасат нечи живот. Акцијата е во рамки на програмата за крводарителски акции за 2024 година на Црвен крст Охрид. 57.476 денари му се потребни на 4-члено семејство за да ги задоволи основните потреби во февруари, покажуваат пресметките на Сојузот на синдикати. Минималните трошоци во едно семејство во февруари се зголемени за 313 денари во однос на јануари, покажуваат податоците на синдикалната потрошувачка кошничка. Вредноста на минималната синдикална кошница во февруари изнесува 57.476 денари и во однос на јануари, кога изнесувала 57.163 денари, е зголемена за 313 денари, според пресметката која денеска ја објави Сојузот на синдикати. Со изнајмен стан пак од 60 квадрати, минималните трошоци во февруари изнесуваат 72.851 денар и се зголемени за 213 денари во споредба со јануари. На семејство во кое двајцата родители се со минималец им недостасуваат скоро 17.500 денари за да го иструкаат месецот.
Најголема ставка се храната и пијалоците со 21.219 денари, а потоа образованието со 7.022 денари и режиските трошоци со 6.014 денари. За транспорт месечно 4-члено семејство треба да издвои од буџетот 4.956 денари, а за рекреација и култура 4.245 денари. За двете ставки, лична хигиена и хигиена во домот, односно за здравје, треба да се одвојат вкупно 2.912 денари. Општина Вевчани денес започна со реконструкција и бетонирање на дел од еден од главните канали за наводнување во урбаниот дел од Вевчани, информира градоначалникот Спасе Кочовски. Секојдневно сме сведоци на поплавени земјоделски површини и излевање на вода по улиците низ Вевчани, поради дотраеноста на каналите за наводнување, кои истовремено се користат и за одведување на атмосферски води. Неопходна е нивна реконструкција, со цел трајно подобрување на системот за наводнување и одведување на атмосферските води во Вевчани, вели градоначалникот Кочовски. Подпишана повелба за збратимување и соработка на ИПА Охрид, секција Македонија и ИПА регион Југ, секција Црна Гора. Викендов во Херцег Нови Црнагора, ИПА Охрид секција Македонија и ИПА регион Југ секција Црнагора подпишаа повелба за збратимување и соработка со цел ширење на принципите и идеите на Интернационалната полициска асоциација. Повелбата, по претходна согласност од сите членови на управниот одбор на ИПА Охрид, ја подпиша председателот Стефан Димовски со председателот и секретарот на ИПА секција Црнагора, регион Југ, на пригодна свеченост во рамки на 5-тите меѓународни средби и одбележувањето на 55-тиот фестивал Празник на мимозите 2024. Повелбата за збратимување е уште еден показател на големото пријателство и разбирање помеѓу ИПА Охрид и ИПА регион Југ и силна основа за продлабочување на меѓусебната соработка помеѓу полициските службеници од Македонија и Црнагора, пред се на професионален план и дружење, согласно темелните основи на Интернационалната полициска асоциација. Свеченоста, на која присуствуваа околу 200 членови од други ИПА секции, беше одлична прилика за билатерални средби, како и за нова промоција на Охрид како атрактивна туристичка дестинација, но и како безбеден туристички центар во Македонија и светот, информира председателот на ИПА Охрид Стефан Димовски. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Најмалку 4 лица загинале, а 3 се повредени при рушење на зграда од 4 спрата на југот од Бејрут поради повеќе дневните врнежи, соопштило официјално лице од либанската амбулантска служба. Локалните власти истакнуваат дека зградата била прогласена за небезбедна за живење и пред 2 години објавиле указ зградата да се испразни поради опасност од рушење заради слабите темели. И покрај налогот, собственикот на становите во зградата ги изнајмувал истите на сириски семејства. Представник на либанскиот Црвен крст за локалните медиуми изјавил дека се стравува за уште 17 луѓе заробени под урнатините. Во Либан се наоѓаат околу 805.000 сириски избеглици кои ги регистрирале Обединетите нации, но властите претпоставуваат дека нивниот број е многу поголем, помеѓу 1,5 и 2 милиони луѓе. Телото на Навални ќе биде задржано 2 недели заради хемиски анализи. Ова и било кажано на неговата мајка, пренесува BBC. Сопругата на Навални ги обвини руските власти дека го кријат неговото тело и тврди дека неговото тело се чува додека да исчезнат трагите од труење со нервниот агент Новичок. Од руските власти се уште нема информации каде се наоѓа телото на рускиот опозицијски лидер во моментов. Вчера Кремљ соопшти дека истрагата за смртта на Навални е во тек и дека засега нема да соопштат резултати. Портпаролот Дмитрий Песков рече дека коментарите на западните политичари кои како директно одговорен за смртта на Навални го посочија рускиот председател Владимир Путин се арогантни и неприфатливи. Во судот во Ахен, Германија, започна судењето на 41-годишниот Манфред, кој се сомничи дека брутално ја убил својата сопруга во нивната куќа во 2016 година. Случајот се сметаше за затворен се до месец август, кога било пронајдено телото на убиената, која за време на убиството имала 29 години. Телото било пронајдено во новата куќа на Манфред, во која тој се преселил со синот и новата партнерка, но со себе ги зел и деловите од телото на убиената жена. Причината за убиството
убиството најверојатно била љубомора, бидејќи таа сакала да се разведе од него. Според информациите, Манфред изјавил дека се скарале пошто таа си заминала од дома, а тој го пријавил нејзиното исчезнување. Полицијата уште на почетокот на истрагата го навела Манфред како главен осомничен, но не можела да го обвини бидејќи не можеле да го најдат телото на убиената. Пресудата за овој случај треба да биде објавена на 15 март, а на Манфред му се заканува доживотен затвор. Путин му подари руски автомобил на Ким Јонг Ун, објавија државните медиуми во Пјонкјанг. Станува збор за автомобил Аурус, потврдил за Спутник портпаролот на Кремљ Дмитрий Песков. Автомобилот го примила сестрата на Ун, Ким Јо Јунг, која изјавила дека подарокот е јасен доказ за посебното пријателство меѓу двајцата лидери и дека е најдобриот подарок. Токму со тој автомобил пристигнал Путин на космодромот во Сточни на средбата со Ун во септември 2023 година. Подарокот најверојатно е во спротивност со санкциите на Обединетите нации наметнати на Пјонкјанг во 2017 година. Оваа резолуција за санкција подпиша и Русија, а меѓу другото се однесува и на забраната за увоз на возила во Северна Кореја. Заврши првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.